Добар ден. Денеска сме тука собрани заедно со граѓаните и сопствениците на угостителските објекти да го изразиме своето незадоволство во врска со започнување на изградбата на надземната улица која што треба да го уништи кеот на реката Вардар, односно шеталиштето. Само сакам да напоменам дека во изминатиот период донесовме една одлука како општина Центар, каде што законски успеавме да ја спречеме изградбата на оваа улица, но сепак со измени на законот градот ни ги одзема ингеренциите во тој дел. Но не застануваме тука. Во понеделник договоривме заедно со советниците на општина Центар вонредна седница на која што ќе ги превземеме сите законски мерки со кои што ќе спречеме да продолжи изградбата на оваа криминална улица, која што знаете дека гради познатиот бизнис партнер Никола Груевски, Александар Ивановски и Алек Теранова, кој што беше познат во бомбите, односно во проектот Вистината за Македонија. Сакаме да апелираме до инвеститорот Develop Group, односно изведувачот на улицата, веднаш да престане, бидејќи се соочи со одредени санкции кои што следуваат за него, да го повикаме градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски да ја повлече одлуката за изградба на оваа улица, односно одобрението за градба. Ако тоа не се случи, како општина Центар ќе превземеме соодветни мерки, а последиците ќе ги сносат лично они. Трајановски вели дека целата надлежност за изградбата на оваа улица е во рацете на општина Центар. Одобрението е издадено од страната на град Скопје. Како што напоменав пред малку, оваа улица требаше да биде подземна. За да добие Телеком зградата, да добие употребна дозвола, на 21 декември 2012 година е сменет ДУП-от од страна на Тодоровиќ и од тогашното раководство, односно тогашните советници на ВМРО ДПМН, е направена надземна. Одобрението за градба го издало град Скопје, не е издадено од страната на општина Центар, но без разлика на се во понеделник од страната на Советот на општина Центар ќе бидат донесени соодветни одлуки со кои што ќе се стопира целата изградба. Воедно ги повикуваме и изведувачот на улицата и град Скопје и сите останати кои што имаат одредени надлежности и дале одредени согласности да прекинат, бидејќи ќе се соочат со одредени санкции кои што потоа сами ќе си ги сносат. Најрадикално нешто што ќе преземе, тоа го најавивме и во изминатиот период, ќе бараме отфрлување на овој ДУП и со тоа ќе ја попречиме, ќе ја вратиме ДУП-от во првобитна состојба, така да ќе се врати да треба да се изгради подземна сообраќајница и со тоа ќе биде оневозможено градење на оваа улица. Ќе може ли општината да го направи со оглед на политичкава ситуација, нераспишани локални Ние веќе го направивме. Мандати? Колку за информација, мандатот трае некаде, мислам дека до април, бидејќи како што знаете во Центар имаше 3 круга. Ние тоа ќе го направиме во понеделник, мандатот се уште трае. Ние веќе еднаш го направивме тоа кога донесовме забрана за градење. На жалост, ВМРО ДПМН го смени тој закон и ги скрати тие ингеренции, но имаме останати активности кои што ги превземавме во изминатиот период, тие ќе ги донесеме во понеделник со тоа што ќе ја спречеме изградбата на оваа улица. Гледаме дека тука протестираат собствениците на локалите, дали ќе може да не каже некој што ќе значи тоа за нив, ако оваа улица значи профункционира? Ја можам само да кажам дека се загрозува пред се безбедноста на граѓаните, значи на место каде што треба да има шеталиште, односно каде што е шеталиште, ќе поминуваат возила и со самото тоа се загрозува целата безбедност. Значи по ниеден нормален закон или по ниеден пропис не смее да се дозволи вакво нешто, но сепак и самите гледате дека продолжуваат со уништување, односно тоа што го имаат зацртано го остварат. Меѓу другото, шамарите што беа за општина Центар предвидени, демолирањето на општина не беше ниту за црква, ниту за било што, беше за да се завршат криминалните работи на Никола Груевски и неговите бизнис партнери. Но и сега им порачуваме како и тогаш дека тоа ќе биде спречено, доколку сакаат да продолжи, ќе се соочат со соодветни санкции како што се соочуваат во изминатиот период. Во однос на катната гаража што се најавува исто така во близина на објектот на Телеком, дали има најави таа кога ќе почне, има ли за таа одобрение за градба? Јас како што знам нема, но сепак се што е против интерес на граѓаните од наша страна ќе биде спречено.